Добро, вака Петрица Рачини, активист на АМАН и на уште неколку граѓански иницијативи, но тука сум повеќе да зборувам за АМАН и за тоа како ние ги користевме социјалните мрежи. Ова е всушност официјалниот блог, ето да го кажеме, на АМАН, каде што секоја работа околу која што сме се договориле сите заедно како активисти, како консензус, секоја информација, се што правиме, официјално можете да го најдете тука. Малку ни требаше, нели, време да сватиме дека треба да го направиме ова, бидејќи на почеток АМАН прилично почна да се развива така хаотично. Имаше доста модели, начини на распрскување на информациите кои што се обидовме да ги употребиме, но сепак тоа создаде на почетокот една конфузија, па сега дали е протестот таму или ваму, кој, како, што, и добре што на време се свестивме и го направивме ова. Добре. Ќе зборувам малку повеќе за Facebook, бидејќи тоа е очигледно мејнстрим социјалната мрежа во Македонија и глобално активностите на АМАН се во однос на информирање на граѓаните, на активистите се одвива преку Facebook во услови на информативна блокада во мејнстрим медиумите, и тоа најмногу од оние медиуми кои што за жал нели во моментов фераат уредувачка политика која што не е на страна на оние кои што би требале да им бидат вистински газди, тоа се граѓаните. Медиумите по дефиниција го бранат јавниот интерес и се кучиња чувари на интересот на јавноста. За жал во Македонија се помалку, не само во Македонија, туку секаде во светот. Што е предноста? Предноста, нели, сите знаеме дека секој на Facebook ќе напише нешто, ќе искоментира нешто, ќе дебатира со некој, често пати тие дебати се тотално непродуктивни и дефокусираат, но битно овозможуваат некаква можност, нели, за да се информацијата да дојде барем некако до оној на кого што му е наменета. Има информации таму, нели, од прва рака, преку нашите групи, преку нашите ивенти, поттикнувавме дискусија и дебата и до некаде, тоа ни овозможи да го скусиме просторот за дезинформирање, бидејќи многу центри кои што шират информации во јавноста во Македонија се трудеа на секаков начин да ги дефокусираат граѓаните од главната тема, тоа беа поскокувањата кои што навистина не погодија сите. Досадно. Сега, кои се слабите страни? Во услови на ваква медиумска блокада, поголем дел од традиционалните медиуми апсолутно не игнорираат, вклучувајќи го и јавниот сервис, кој што барем треба да информира дека нешто се случува. Ние за жал имаме јавен сервис кој што ќе му се соберат 10.000 граѓани на улица, а тој не известува дека тоа се случи. Тоа е навистина катастрофа и е карактеристика не на демократски земји, туку на некои други системи и други земји. Чекай да се вратам, има назаду? Ајде. Втората работа што е многу битна. Нам ни изгледа како учесници во тој процес, во тоа што се случува на социјалните мрежи, дека тоа е светот, дека тоа е, нели, дека тука се случува све и дека цела Македонија сега знае што ние пишуваме, што ние правиме. Не заборавајте дека 1/3 на граѓанството живее под прагот на сиромаштво. Не заборавајте дека многу луѓе немаат леп да си купат, а камо и компјутери. Не заборавајте дека дури тие што може би има компјутер, може би сега во овој момент нема можност да плати за интернет и нема можност да користи цело време да биде активен таму. Не заборавајте дека може би имаме прилично пристоен, нели, интернетот е прилично достапен во Македонија, но не е достапен во некои рурални средини, во планински средини и така натаму. Значи тоа што нам не изгледа дека е толку големо и широко, некои ќе се повикаат на бројката од 1.000 профили на Facebook. Не заборавајте исто така дека од тие милион профили тоа не се милион луѓе
туку дека некој човек има 1, 2, 3, 5, 10 профили, имате од тие таквите што се отвараат фантомски профили само за да коментираат или да дискредитираат и да етикетираат некој. Значи, имајте предвид дека тоа што го правите онлайн преку социјалните мрежи нема да доживее никаков успех ако не најдете начин тоа да го пренесете и на терен и да се обидете таа информација и преку други средства, претежно нели во вакви услови кога немате пари, немате средства, немате логистика, треба да ги фатите техниките на герила маркетинг, да одите по луѓе, по пазари, по улици, да викате, да пустите, да правите само за да дојде таа информација до граѓаните. За жал, нели тоа е се потешко, имајќи предвид во каква психолошка состојба се наоѓаат тие, уплашени, демотивирани, обесхрабрени, не само од центрите на мој, туку и поради традицијата на тие константни себе обесхрабрувачки мантри кои што се карактеристични за луѓето кои што живеат тука, нели, ќути трај, има и бетер, како беше она, со држава, со оган, со вода не си играј. Цело време, всушност, политичките елити работат на обесхрабрување на граѓаните и на убивање на граѓанскиот дух. Од друга страна, треба да разбереме дека не е сега проблемот дали граѓанството е свесно. Ја верувам дека и тие што ја поддржуваат сегашната власт и тие што ја поддржува претходната власт сваќаат дека ова што се случува не е добро за граѓаните. Значи не е работата дали постои свесност. Проблемот е во тоа што не постои свесност за акција. Граѓаните не разбираат дека доколку седат дома, доколку се бават со лајктивизам, доколку се бават со пасивизам, дека нема да направат ништо. Кога ќе разберат дека може да станат најмокниот центар на мојот државата, тогаш ќе добиеме промена. Океј. Пак сум негде збунет. Ова е. Ајде да видиме кои алатки користиме се. Ја би сакал нели малку да бидам и само критичен во однос на што успеавме да добиеме, а што не успеавме да добиеме или каде утнавме со користењето на овие алатки. Мене најголем проблем ми беше креирањето на евенти. Сите овде се сеќавате, прв протест против поскапувањата, втор протест против поскапувањата, трет протест и така натаму. Тоа што беше лошото, дека се креираше ивентот за првиот протест и после само се освежуваше датумот и се менуваше насловот. Тоа значи дека таа информација која што дошла во инбоксите на, да речеме, 8.000, 10.000 луѓе, дошла само еднаш, некој ја видел, некој не ја видел, и вие повторно не ги каните тие истите луѓе за тие 10.000 за вториот протест, туку само го менувате наслов, значи тој не добива повторно во својот инбокс на Facebook информација дека има втор протест. Разбирате? Значи, требаше да правиме за секој ивент, не да го освежуваме датумот и да го менуваме наслов, туку да генерираме за секој протест, за секоја недела, нов настан и повторно да ги викаме луѓето, повторно да ги каниме, ние тоа не го правихме, мислам дека тука изгубивме доста поддршка. Имавме отворена група, имаше во секој од градовите каде што се протестираше групи. Тоа што ни помогна за ние меѓу себе добро да се организираме и да ја тргнеме таа понекогаш и непродуктивните дискусии, карање меѓу активистите од очите на јавноста, бидејќи ако граѓаните гледаат дека вие меѓу себе се карате, сигурно дека ќе се обесхрабрат и нема да ќе речат кого да поддржувам, кого вие меѓу себе не може да се договорат. Затоа се создаде таа затворена група работна група за активистите на АМА, каде што ние прилично жустро се каравме меѓу себе, но на крај за многу работи доаѓавме до заеднички ставови и потоа тие ги обзнанувавме и ги објавувавме. Нешто што јас лично и многу активисти на АМАН кои што имаат контакти со новинари и уредници го правевме. Секоја информација, понекогаш бев и многу безобразен, на некои од уредниците, особено на провалдините медиуми, им ги шлапав информациите на зидовите, бидејќи ете ако ги цензурираат во нивните медиуми,
вајда нема да ги вајда се они сами уредници на своите Facebook профили. Значи тоа одеше и преку пораки, уредниците, тие со кои што имам контакти, и тие и другите активисти, со уредниците со кои што имаат контакти, за секоја активност на Аман пуштавме и директни пораки во инбокс и лепевме на нивните зидови, за да не речат утре задутре после 5 години дека не биле информирани што се случува. Сите беа информирани што се случува. Сите медиуми знаеа што се случува. Кој објави за тоа што прави Аман објави, тој што не објави, утре ќе се срамува сам за себе. Сега, статуси на влијателни активисти. Добар дел од активистите на Аман имаат прилично така посетувани профили, голем и широк круг на пријатели и влијаја на јавниот дискурс, особено на тој што се одвива на Facebook, преку своите статуси, не само со информирање за тоа што прави Аман, туку изнесувајќи поенти, ставови, девалидизирајќи некои од аргументите, условно речено, на институциите и на владеачките структури. И мислам дека тука добивме добар дел од битката, затоа што преку тие статуси, преку тие активности, преку таа дебата, ние успеавме да ги демаскираме нападите, обидите да се етикетиран, да не етикетираат и обидите да не стават во едно или во друго политичко трг. На крајот ќе завршам оваа презентација, би сакал да оставам повеќе простор за прашања. За тоа дека преку онлайн платформите и преку социјалните мрежи ние навистина можеме да постигнеме не сега големи победи. Се надевам дека многу скоро граѓаните ќе видат првата победа, конкретна победа, каде што државата ќе отстапи пред активистите, но сепак не би рекол дека немавме победи. Имавме победи со Аман, со тоа што регулаторните власти во парламентот, иако не ни го прифатија законот, ретерираа од нивниот став за ангажирана моќност. И наводно рекоа дека се спремни да разговараме, иако 7 месеци не игнорира, и ние сега, денојве, ги држиме за тој збор што го кажа во парламентот, и нема да им одиме, нели, ние да молиме кај нив, него ќе ги повикаме да дојдат кај нас и да си го одржат зборот. Да седнат на маса, тоа што не го направи 8 месеци, да седнат на маса и да се обидат да најдат решение за нешто што паушално го наплаќаат од граѓаните. Битно што сменивме. Случај Курир, една од нашите активистки, која што веднаш од самиот почеток знаевме дека е член на Социјалдемократскиот сојуз, се декларираше. Ние тоа го прифативме и рековме плаќаш ти струја дома, да. Граѓанин на Република Македонија, да. Повели во иницијатива. Порталот Курир објави дека таа граѓанка на Република Македонија е вработена во општина Карч. Жената е невработена, секој месец оди во завод за вработување, си подига картончиња, се заверува, се ги прави сите неопходни процедури кои што ги предвидува државата. Ние прво реагиравме со демант до Курир, нормално демантот не беше објавен. Тоа што го направивме е пристапивме преку онлайн формуларот што го има Сдруженијето на новинарите на Македонија и Советот на честа и пристапивме и покренавме преставка кон тој медиум, бидејќи тој го прекрши членот 1 од Кодексот на новинарите, кој што вели го заштитува или го промовира тоа универзално правило на новинарството, праша и другата страна. Не можеш да обвиниш некој дека е вработен, а да не го прашаш дали си вработен. Курир тоа не го направи. За жал, таа објава на Курир, без промена на ниту една запирка или точка, беше објавена на портали на влијателни телевизии, беше објавена и на X други порталчиња кои што по се изгледа работат заедно или имаат еден ист уредник, затоа што е невозможно да преземете информација од еден портал, барем да не го цитирате, да кажете кој како што и да не смените една запирка и точка. Веројатно сите имаат свој стил на пишување, свој формат уреднички, но за жал оваа информација како што беше објавена на Курир, така беше реплицирана на 10 на 15 провладини портали и објавена на провладини телевизии и така. Тоа значи дека за жал овие телевизии и портали немаат собствени уредници, туку имаат еден уредник.
Не треба јас сега да аргументирам дополнително за ова. Погледнете го текстот, погледнете неговата репликација на там каде што беше оваа информација распрсната. Ако кликнете на веста на Курир, по одлуката на ЗНМ, оваа вест веќе не е достапна таму. Значи, некој се обидува, како што тоа Орвел добро го опишува во 1984, да ја избрише вистината или да ја ремоделира. Примерот од 1984, например, државата им дава на граѓаните рацио, нели, таков е системот што го опишува Орвел, од 250 грама чоколада неделно. После државата решава тоа да го сине на 150 грама. Што прави Министерството за вистина? Создава информација која што вика државата од 50 грама го качува на 150 неделното рацио за граѓаните. И ги брише сите информации дека некогаш рациото на чоколада за граѓаните било 250 грама. И сите ние од утре треба да мислиме дека државата ни кренала, ни дала повеќе 100 грама чоколада неделно. Тоа се случува сега со медиумите на Македонија, една чиста орвелштина, каде што не убедува и сакат всушност да не претворат во риби кои што имаат меморија од 25 секунди. Кај многу од граѓаните тоа веќе не врви. Ако ја кликнете оваа објава на Нетпрес, ќе ја пронајдете истата таа содржина од наслов до последна точка која што беше објавена на Курир. И ќе видите како таму активистката се означува како, нели, гушната со Бранко, гушната со овој, гушната со оној, и тезата е СДСМ го организира. Настрана лагата дека жената е вработена, а жената не е вработена. Одлуката на ЗНМ од друга страна, јас им благодарам на сите оние медиуми кои што ја имаат доблеста да ја објават одлуката на ЗНМ, и Курир се искренка некако објави делче таму, ама затоа веднаш тоа ја тргна и содржината, и демантот, и се. Ниту еден од медиумите кој што ја презема содржината на Курир, а со тоа исто така го прекрши членот 1 на кодексот, бидејќи не само што не ја провери информацијата, туку ја голтна, не само што не ја провери со граѓанинот, туку не пристапи критички кон неа да види дали овој медиум кој што ние го преземаме ја зборува вистината или не. Ниту еден од нив не ја поправи својата грешка. Тоа ни кажува во какви услови ние живееме, тоа ни кажува во какви услови се развива овој онлайн свет, тоа ни кажува дека е се супер тоа што ние го правиме во виртуелниот свет, супер е тоа што го правиме на социјалните мрежи, но немојте да мислите дека тоа што го правиме таму ќе има некаков ефект ако не најдеме начин од виртуелниот свет нашите аргументи, нашите успеси, нашите активности да ги пренесеме на терен, на улица, меѓу граѓаните, по станови, куќи, по улици. Треба да најдеме начин како да го направиме така. Овде има прилично голема група на луѓе, се надевам дека освен што ќе ве гледам на Твитер, на Фейсбук, онлайн, ќе се гледаме многу почесто и офлайн. Повелете се, прашам. Има? Прво сакам да те поздравам за цел активизам што го правиш за сите нас, пошто јас се декларирам како активистка, кој ќе затоа не сум по Македонија, не живеам тука, меѓутоа ги пратам на страните затоа што директно за сега. И можам да стиснам гојки кога сум тука ќе делам на протест или нешто. Прашуваш, тоест да ти завршува говорот со треба да најдеме начини. Има ли начини, затоа што темава е многу претирано песимистичка. Мене ме депримира максимално. Крвта ме боли за тоа што се случува, за тоа како се спинува цела владина пропаганда, да кажам, како гласот на народот ушто не се прочитува и како нашиот народ си го прифаќа тоа како ете така е. Кои се начините? Значи има ли
вашето тело, било каков предлог, било како, не знам, промена на идеја, на нешто за како да се тргнеме сите компјутер, тие што немаат компјутер да излезат на улица и нешто да почне да се движи правец кај што треба да се движи. Едноставен е одговорот. Тоа што го кажуваш на веб, излези и направи го на улица. Нема друг начин. Додека не те видат како им урлаш пред влада, пред парламент, пред регулаторна, секаде онаму каде што треба да урламе, ништо не правиме. Затоа што на тој начин ќе не видат не само тие што се онлайн, ќе не видат и обичните луѓе, пенсионерите, луѓето кои што не се таму едноставно. Тоа е, знаете дека во Македонија можеби таа популација која што е дел од оваа заедница, виртуелна заедница е можеби 10-15% народ. Ние треба да ги убедиме и да ги привлечеме со нас оние 75-80 до 85% на граѓаните. А тоа нема да го направиме ако не излеземе на улица. Едноставно да си да видиме. Ја ако излеземе уште 15 души, ние сме 15 бутали кои што излегле на улица вришат, тоа добиваат кривична пријава на редниот ден. Новинарите не го известуваат тоа, народот има појма како ќе се мобилизира, како може да се мобилизира овој наш македонски народ со сите поговорки што ви кажа. Заборави дека како висока глава саѓа не сече, не. Наведната глава саѓа не сече. Да, има многу такви. За таа еволуција позади себе. Вака, ај сега као комуњара, нели, вака да ви кажам една работа. Јас ствари сакам тука активно да се зададеме и да излеземе еден по еден на ти го фаќаш Карпош, јас го фаќам Теор Мало, некој од тето го идеме од врата на врата и ги влечеме надвор. Сакам тоа да го постигнам со мојата милата да мотивирам како ајде луѓе што ќе направиме. Што ќе направиме за да не појде онаа слика од една активистка на полициска бруталност која со свирче му свири у фаца на пратеникот Антонио Милошовски, отколку сега нели она наше пацифистичко. Треба малку да ги нагазиме границите на ненасилниот активизам, да дојдеме до крајната граница, ме разбирате? Не повикувам да бидеме насилни, ама има и многу порадикални ненасилни методи кои што ние за жал не ги употребуваме. Втора работа. Не можете да правите ваков тип на активизам, а да бидете пристојни, кога од другата страна имате прилично непристојна структура, која што ве цуе, ве етикетира, ве нарекува ваков таков. Не да го прифатиме тој дискурс, бидејќи тоа ќе биде борење со вокалта со свињата, се знае вокалта дека свињата е секогаш појави од вас. Да ги тргнеме на едно друго ниво, на нашето ниво да ги доведеме. Како да ви кажам, тоа е како да одите со ФКК Раурман, ние тоа сега го правиме. Да одиш со ФКК Раурман без 20 играчи, со 9 играчи да одиш на Nou Camp и да играш против Барселона. Не можеме со свинштини да бидеме, мислам, не можеме да бидеме по-голема свиња од свињата. Но, тоа што можеме да го направиме, едноставно нив да ги донесеме на нашиот терен на Караорман со дупки, па да видиме како таму ќе играат Меси, Роналдиньо и whoever is in Барселона. Втора работа, ете сега тоа комуњарското, ние учевме некоја друга историја кога бевме млади и учевме дека КПЈ во времето на процесите во 20-тите и 30-тите години, каде што системот и моќта на државата и начинот на која што таа се справувала со граѓаните тогаш бил многу побрутален, луѓето од КПЈ на судски процеси станувале и велеле: јас не го признавам овој суд, туку го признавам судот на мојата партија, тоа е судот на граѓаните. Па ова нели флоскула во некои други нели парафразирана денес се користи за да се етикетираат противниците. Суштината е битна. Се додека ние им влагаме во приказните, се додека ја го тераме нашиот активизам онака како што предпоставува и онака како што не канализира власта, ние нема да постигнеме ништо. Ние треба да ги газиме границите на возможното и границите на креативното. Не заборавајте, ама не направи ниту еден концерт. Исто така ни полициска бруталност.
Некои велеа тоа, ај сега го тепаат дете, па вие сега ќе правите концерт, ќе свирите. Сепак тие концерти, собирање на уметници, вклучување на уметниците, вклучување на креативците во тие активности се неопходни за да ги мотивираат другите. Може би ќе дојдат 100 активисти, но ако има концерт на Архангел за Аман, ќе дојдат 5000 луѓе, така? Од тие 5000 може би ќе успееме да убедиме 1000 дека треба да почесто да излегуваат на улица и да не поддржуваат. Со пристојност против непристојните не можеме да играме. Ама со креативност можеме да играме против некреативните. А тие се тие кои што моментално. Толку не мене? Уште едно прашање. Ајде, повели. Браво, Петре. Да пустам прашање или коректно това? Не знам како ќе го кажат редот, или ја моделирам. Ти како кажеш? Ајде, Тамара, повели тоа, горе не гледам кој е. Добро, ќе мислам дека ќе имаме шанси. Јас сакам да ја пустам можноста, например, мене што многу ми се свиеше со Аман, што ни извојуваа таа победа со собирање на 13.000 подписи, што никој не направил сега. И не мислам дека излегувањето на улица не е единствената опција, зашто тоа го правиме некоја време веќе. И таму станува. Значи, ние како една земја која си уште, да кажеме, демократска и постојат некои демократски механизми кои ние ги користиме. Како и да, уште имаме на располагање демократски механизми кои ние не ги користиме, односно цело време сме притиснати да работиме надвор од системот заради тоа игнорирање, наместо да работиме ниво тоа собирање на подписи на граѓанска иницијатива, референдум, праќање на пратеници, тоа сите многу малку го користиме. Ја мислам дека можеби сега, затоа што ти не работат, таму да удриме малку притисок и да ги разработиме за идните генерации да не мора тоа да го прават. Ние ќе се протестираме пак на улица, ама да се уди малку повеќе акцент на тоа. Што мислиш ти? Јас мислам дека треба да играме на сите фронтови. Тамара е во право кога вели дека ако не им дааш работа на тие, не им поднесеш петиција, па тие ќе мора да седнат да направат некој состанок, да донесат одлука и така натаму. Ти отвараш можност место они да се бават со твојата иницијатива, им дааш работа и они ќе мора формално да ја сработат, тогаш ќе почнат да се бават со тебе. Тогаш ќе ти праќаат во Аман луѓе кои што ќе ти речат ајде да се споиме со Изгор приватизација. Знаете ли дека тоа не помина, фала Богу, само за еден глас меѓу нас. Значи, на гласање виртуелно имаше, колку што се сеќавам во работната група, 13 гласа против тоа да одиме со Изгор, а 12 гласа за. Верувам дека голем дел од тие што гласаа гласа поради начинот на кој што некои наши активисти, кои што за жалете тераа нечија туѓа агенда, а не агендата на граѓаните, така убаво тоа го врза во крпче, па и тие се граѓани, па и тие протестираат, па така натаму, па ако се здружиме ќе бидеме посилни, заборавајќи кои се овие кои што излегува на улица под името Изгор приватизација. Кои се? Каде се состануваат тие? Каде ги носат своите одлуки? Како ги носат своите одлуки? Каде се собираат? За Аман беше јасно. Денот се знаеше, се објавуваше, сите на мајка Тереза, дискутираме се, караме се, пустиме, на крај носиме одлука, секој граѓанин можеше да дојде да учествува, да си го каже своето и да си крене рака. Каде го правеа тоа Изгор приватизација? И кога вие од активисти, која знаејќи го тоа, ви велат, ама ајде сепак, еве, за да не етикетираат како СДСМ. Мислам, тотално, често пати влегуваме во овие замки на власт. Често пати влегуваме во овие замки. Во истите замки ние влеговме со полициска бруталност. Дистанцирај се од соросоидите, дистанцирај се од комуњарите, дистанцирај се од анархистите, дистанцирај се од оние кои што сакаа малце сега нешто малку по-жустро да настапиме. И на крај што направивме? Дојдовме во простори и време каде што треба да се дистанцираме од самите себе. Значи никако така.
давање на работа на институциите, секоја можност, петиција, 100 подписи во парламент, 100 подписи во парламент, прашање до пратеникот, прашање, сите можности мора да ги работиш. Но онлајнот секако треба да го работи. Социјалните мрежи треба да ги работиш, но сето тоа мора да на крај да излезе и на улица за тие кои што не се онлајн, тие што не знаат, не може да видат дека си поднел нешто во парламентот на вести, бидејќи нема никој да го каже тоа, мора некако тие да ги информираш. Значи, на сите фронтови тешко е, знаеш со кого се соочуваш, со една машинерија која што има 100.000 пати повеќе ресурси од тебе. Ти има срце, он има пари, има институции, има се. Само со срце и со вистина може да се добие оваа битка. Со сите слабости, со сите грешки во чекори што ги направивме, и со полициска бруталност, и со заедно за мир, и со Аман, ние сепак, бивајќи на страна на вистината, бивајќи честни пред себе и пред граѓаните, без оглед на ударите што ги добивме, извојувавме тие мали, но значајни победи. Свесноста на граѓаните е далеку поголема сега, отколку пред 2 години. Убиството на Мартин Нешковски не се сокри. Сите ние знаеме што се случи. Нема институционална завршница, но сите ние знаеме, целото граѓанство знае. Ама не постигна, падна законот во собрание, но постигна 13.000 граѓани во овие услови да ги собере, постигна регулаторот во собрание да рече, добро може ова ви е лошо, законот ви е за нигде, ама ај може тука за ова мокиност да разговараме. Кој? А кој го рече? Истиот тој што секој месец и некеше да те прими. Значи, тоа е победа. Тој да си ја признае својата грешка и својата глупост. За референдумот. Тешко е да се организира, многу е тешко да собере 150.000 подписи, за да отпочне референдумот. 150.000 подписи не е завршена работа. 150.000 треба да собере за да го распише собранието референдумот. Потоа треба најмалку половина од избирачите да излезат за да биде валиден референдумот и секако мнозинството од тие половина и плюс 1 глас да гласат за твојата иницијатива. Но немојте да мислите дека Аман нема да го направи тоа, доколку сите овие форми институционални што ги користиме сега во овој период што следи, не вродат со плод. На крајот на краиштата референдумот е најдиректна демократија, моментот кога граѓанинот ќе го донесе законот и собранието може само да се поклони, а ние да му ракоплесваме. А уште едно прашање горе си. Да, ајде, ќе дозволим уште едно прашање горе. Ја ќе се обидам покус да ви. Повелете. Имате микрофон? Да видам покус. Протестите против политичка бруталност имаше претежно млади луѓе, речеме 90% од луѓето беа млади. И изговорот беше па сега, Твитер и Фејсбук допираат само на тие луѓе. Ама сега на Аман биловме дека скоросната распредава е многу поширока, значи излева и човечни луѓе, и баби и деловци. Прашањето е што направи Аман поразлично. Маката беше поразлична. Првата вечер, каде што излегоа младите, значи, како да се изразам со оној пиар речник, целната група беше поразлична. Беше утепан млад човек и нормално беше младите да се почувствуваат најзагрозени за да излезат. Темата сама на Аман е малку поширока. Значи, не направи Аман ништо поразлично, едноставно темата е друга и мотивира други целни групи. Тие што ги плаќаат сметките дома. Нели? Самата тема си определи кој ќе се излезе на улица. Секогаш ние треба, тоа треба, ќе бидам најку сега. Без оглед какви политички убедувања имате, верски, религиозни, не знам, национални и така натаму. Милион работи да не се согласуваме. Ако за една-две се согласуваме, а тоа сигурно се согласуваме дека не боли кога ќе не удрат по джеб, ние треба да бидеме на купче. Тогаш нема да им биде лесно на политичките елити да манипулираат. Зошто, например, опозицијата
Добро, излезе, се подпиша заман и така натаму, ама не чувме нешто онака да излезе јавно и да каже ајде, ние кога ќе дојдеме на власт ќе направиме ова, затоа што тоа мешетарење со струјата. Пушташ, извезува Македонија струја, па после увезува. Летна време ги празнат акумулациите, нека да се продава таа струја. Веруете дека таа струја, таа чешмичка, во тоа мешетарење купи продај струја се прават големи пари. Таа чешмичка не сака ниту една политичка елита да си ја затне. Ние треба да им ја затне.